Hi everyone. Добър ден на сите. Да ви се представам, јас сум Павле Доковски, член на црквата Свети Климент од Охрид од градот Ејван. Ќе ви прочитам сега неколку работи во врска со церемонијата и по англиски и по македонски. I'd like to welcome everyone that has come here today to support and celebrate our third annual Macedonian flag raising in our beautiful downtown Cleveland. It is going to be an awesome sight to see our flag raising on top of the City Hall. Сакам да ви пожелам добре дојде на сите присутни што дојдете овде денес да го прославиме кревањето на нашето македонско знаме над општината на убавиот град Кливленд. Ќе биде преубава гледка да се види нашето знаме да се крева над општината. I would like to ask Father Zoran Zdravev and Father Vasil Manasiev to give blessing to our ceremony and flag raising. Сакам да ги замолам попот Зоран Здравев и попот Васил Манасиев да ја кажат молитвата за нашата церемонија и кревањето на знамето. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Царе небесен, утешителе, Дух на вистината, Христисо на добриите, на живот подателу, кој си насекаде и секогаш и секаде, дојди сели се во нас и спаси ги благи нашите души. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Алилуја, 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 слава ти Боже. Нека ни е честит и од Бога благословен празникот за кој се собравте, празникот за независноста на нашата сакана, убава Македонија. Желбата која нашите предци ја има и може и сонот кој имаше и Коце, и Даме, и Питу, и Јане Сандаски, и сите револуционери, сонот за нас, драги браќи и сестри, стана јаве. Нека е благословена Македонија и македонците кои живеат во неа. Нека се благословени и сите, да сме благословени ние кои ја напуштивме, но со срцата ја носиме нашата мила и за секогаш незаборавна татковина. Јас не треба да ги заборавиме и Соединетите Американски држави кои еве на овој ден во оваа прилика ни дозволија од се срце знамето на нашата Република Македонија да го имаме и да го крениме над објект, државен објект овде во Кливленд. И по таа чест сакам со убави зборови да заблагодарам на Соединетите Американски држави, а и на вас, драги присутни, кои од година на година се повеќе не има. Дај Боже оваа традиција да продолжи и да може во поголем број наредната година на нашиот јубилеј 20 години, кој ќе го прославиме од независноста на Република Македонија, овде да нема место на оваа рамнина или на овие скали, а да не биде исполнето со луѓе македонци од оваа околина. Нека е за многу години и на помош и за многу години празникот останува. I'd like to show our token of appreciation to the City of Cleveland and to the office of the Mayor of Cleveland, Mr. Frank Jackson, with this bouquet of flowers, an icon of St. Clement, and book written by Father Vasil Manasiev, and our homemade bread called pogača. But since I don't see anybody here, I guess we're going to just continue.
Сакам да ја покажем нашата голема благодарност на градот Кливланд и канцеларијата на мајорот Френк Џаксон со овој букет цвеќе и на црквата Свети Климент и го напише нашиот поп Васил Манасиев и домашен леп наречен Ковач. We're also very thankful to all previous generations of Macedonians that worked hard to have our Macedonian churches built in Northeast Ohio. St. Clement, Ovoklit and Avon, St. Nicola of Green, and not to forget the people that worked hard to create Club Vardar from Cleveland. Ние сме и многу благодарни на сите постари генерации македонци што работеат тешко да возможат да ние денес имаме изградени црковни храмови во североисточно Ohio. Свети Климент, Охридско Давон и Свети Никола од Грин. Исто не смееме да ги забравиме луѓето што работеа околу остварувањето на клубот Вардар. We would not be where we are today with our flag-raising ceremony if it wasn't for this wonderful lady that has been working tirelessly with her late husband, Tasho, to promote Macedonia for many years throughout Northeast Ohio, Mrs. Andrea Alyusha. Andrea, if you don't mind coming up, please. Ние не може да сме стигнати до каде што сме со церемонијата на кревање на знамето ако не беше до оваа прекрасна госпоѓа и нејзиниот покан маж кои работеа безпреходно и неизморно за промотирање на Македонија во сите овие минати години. Господјата Андреја Аlyusha. We are very fortunate to have a follower and supporter for many, many years that has also worked on her own to promote Macedonian music, culture, and events. And that is the host of WCSB on 89.3 every Friday from 5 to 7 p.m., Mrs. Milka Simonovska. Ние сме исто многу стрекни што имаме ваков суперхет, кој многу години работеше самостојно да ја промотира македонската музика, култура и настани. И тоа е водителката на радиостаницата WCSB на 89,3 секој петок од 17 до 19 часот. Госпоѓата Милка Симоновска, која мислам дека не е овде денес со нас. On this same day 19 years ago, in our homeland Macedonia, over 95.5% of the citizens voted for independence of the Republic Macedonia. The people's will for an independent state was confirmed with the declaration of the referendum on September 18, 1991 at the Macedonian Parliament. На денешен ден пред 19 години во нашата татковина преку 95,5% гласови од граѓаните на гласаа за самостална Македонија. Сакањето и волјата на луѓето за самостална држава беше конформирана и прогласена за декларација на референдумот на септември 18 1991 година во македонскиот парламент. Somebody wise said it years ago, to go forward you have to look at the past. Our past and our history as Macedonians have been very turbulent, and our country went through many, many wars and produced many, many heroes that fought for freedom and independence and gave their lives so we can be where we are today. Their names will be forever etched in our hearts, in our history books. To start from Philip the Macedon, the king of Macedonia, in the 3rd century AD, caused fear and chaos in the Hellenic nations. As fearless conqueror, he cleared the path for his son Alexander to go on all the way to India and Tibet. Tsar Samuel had his own Macedonian empire in the 9th century. During the uprising against the Ottoman Empire, the names of Dame Gruev, Goce Delchev, Pitu Guli, Nikola Karev, Alexander Turundjev, and many, many more had the same idea and lost their lives for it, to live in a free and independent country, Macedonia. Некој мудар некогаш пред многу години рекол, за да одиш напред, треба да погледнеш во минатото. Нашето минато како македонци било премногу трудно и турбулентно. И нашата земја поминала преку многу војни и произвела многу херои што се бореле за слободата и самосталност и ги дале нивните животи, за да ние сме денес каде што сме. Нивните имиња ќе се вечно изрежани во нашите срца и историски книги. Да почнеме од Филип од Македон, кралот на Македонија, во 300-та година пред нашата ера, створуваше хаос, страв и трепет во хеленската нација и беше неуморен и без страх од никого. Тој полека го читаше патот за неговиот син Александар, да продолжи да стигне
па дури до Индија и Тибет. Царот Самуил достигна да има и своја македонска империја во 9 век. Во кревањето на востанието против Отоманската империја, имињата на Даме Груев, Гоце Толчев, Питу Гули, Никола Карев, Александар Тунџев и многу други има истата идеја и ги загубија животите за неа, да живеат во слободна и самостална држава, Македонија. So what is the goal of the new age or the 21st century Macedonians? I would have to say, continue to work for human, civil, and economic rights for all Macedonians of the world, promote and preserve the ethnic traditions, customs, and history of our people, promote and develop the cultural and social growth of our youth, promote and strengthen our community. And the last one is, don't ever be afraid to say, I'm Macedonian and I'm proud. Па сега произлегува прашањето што им е цел на новите македонци или македонците од 21 век, на кој што морам да одговорам, да се продолжи да се работи за човекови, хумани и економски права на сите македонци, да се промотира и да расте културното и социјалното растење на нашите млади, да се промотира и заек на нашата заедница. И последната е да ние никогаш не се плашиме да кажеме јас сум македонец и се гордам со тоа. And now we're going to play the national anthem, and we're going to pledge our allegiance to the flag of the United States. Pete Gergievski from St. Nicola Green is going to be the flag master and raise our flag while we listen to the Macedonian anthem. Сега за крај, за еден епилог, само да кажем, драги македонци, да ни е за многу години празникот и да го славиме заедно, да се собираме помасовно година и никогаш да не заборавиме дека коските на нашите дедовци и прадедовци кои се бореа за нашата слободна и независна држава се разфрлени по планините на Егејска, Пиринска, Бартарска и Албанска Македонија. И затоа во нивна чест на овој ден треба на светот гордо да му кажеме кои сме, од каде сме и каде одиме по нашата иднина како македонци. Благодарам.